Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе готвиме заедно со Даниела, готвач член на нашата веб страница. Таа ќе подготви еден од нејзините најпопуларни рецепти – баклава со вишни. Најпрво да ги погледнеме состојките. За подготовка на овој рецепт користиме Делимано ростер тава, лонец и блендер 3 во 1. Прво пригответе го шербетот, бидејќи врелата баклава се прелива со ладен шербет. Шеќерот и водата ставете ги да зовријат и варете го шербетот 8 минути откако ќе зоврие. Додадете ги ванилите и сокот од лимон. Оставете настрана да се олади. Оревите сомелете ги поситно и покрупно со сецко. Мелените ореви, шеќерот и 3 лажици гриз измешајте ги во подлабок сад. Сечканите ореви измешајте ги со исчистените вишни и додадете 2 лажици гриз. Најдобро е да користите свежи или смрзнати вишни. Не ги препорачуваме вишните од компот. Путерот растопете го. Земете една кора, попрскајте ја со путер, па со смесата од мелени ореви. Над неа ставете ја втората кора и повторете. Потоа ставете трета кора, на едниот крај ставете од филот со вишни. Замотајте во ролат. Повторете со сите кори. Баклавата исечете ја на парчиња, наредете ја во тавата, прелите ја со преостанатиот путер и ставете ја да се пече. Печете прво 10 минути на 200 степени, а потоа околу 40 минути на 150 степени. Пред да извадите баклавата од рерна, рерната вклучете ја повторно на 200 степени 1 до 2 минути, за убаво да се потпече, да крцка. Извадете ја и попарете ја со ладниот шербет. Нека одстои неколку часа за да впие од шербетот, па сервирајте. Оваа овошна баклава е со посвеж вкус и полесна за јадење. Можете да ја пробате и со кајси или со друго овошје. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа, доколку ти се допаѓа овој рецепт, биди вистински пријател и сподели.